Почитувани колеги и медиуми, во програмата на ВМРО-ДПМН наречена Платформа 1198, за која што добивме над 500.000 гласови и со која што жестоко се боревме за секој глас, за да придобиеме и да гласаат граѓани за нашата програма. На страна 80 и 81 пишува длабоки реформи во правосудството. Ова програма наша на ВМРО-ДПМН подоцна стана и програма на владата заедно со нашите коалициони партнери и убедена сум дека се работи на тоа, но должна сум како пратеничка да ги кажам барањата и на граѓаните со кои што се соочуваме деновиве одиме на терен, бидејќи ВМРО-ДПМН е партија која што е постојано на терен, ги слушаме барањата на граѓаните. Дополнително тоа што се прават анкети ги слушаме на ТВ екраните дека најголем проблем на граѓаните им е криминалот и корупцијата. Истото тоа го слушаме и од граѓаните. На страна 81 велиме: постои партиска контрола врз судиите и јавните обвинители. Правосудниот систем е распаднат и треба да се изгради одново и констатираме дека системски решенија за трансформирање на правосудните органи во вистински, независни, транспарентни и одговорни, ефикасни субјекти. Значи, имам две пратенички прашања. Едното пратеничко прашање е до премиерот и второто пратеничко прашање е до министерот за внатрешни работи. Значи, денеска внимателно ве слушав, премиере, неколку пати, и не само тука, на седницава, и на интервјуа, ги повторувате, да цитирам зборовите: имаат висока температура, имаат диареја, анксиозност и така натаму. Говорите за јавни обвинители, претпоставувам. И јас сега вака, како представник на парламентарното мнозинство, може да одговорите, може и не, но сепак сметам дека за 6 месеци доволно беа бели ракавици и сметам дека треба веќе на јавноста и на граѓаните да им кажеме кои се овие луѓе, доколку можете да кажете, конкретно со име и со презиме, еден, двајца, тројца, до кога белите крагни во случајот црните тоги ќе го спречуваат и ќе го девастираат и онака девастираниот систем, а постојано слушаме од овие европјаниве, под наводници, дека ние сме кочничарите да влеземе во Европската Унија. А пак прво правило од овие критериумите копенхашки е владење на право, rule of law. Како сега ние ќе воведеме владење на право, кога кажеме дека ќе има комплетна реформа во судскиот совет и во јавната администрација, гледаме дека некои многу загрижени велат дека тоа не треба така. Па дури и некои одредени од меѓународна заедница представници велат не треба така. И вие, ве слушам во јавноста, велите па како? Има акции и сега тука кажувате имаат диареја, спречувале, значи, одредени јавни обвинители, суди, луѓе што се платени од даночни обврзници, од парите на граѓаните. Ајде веќе да не ги крием, да ги фрлеме белите ракавици. Мој предлог до вас е, еве денеска да почнеме да ги објавуваме.
Кои се тие, доколку можете, доколку не попречуваме некаква истрага, доколку, ама еве јас се обидувам ова да го кажам опширно вака, да не опфаќам некакви случаи во јавноста. Тоа е првото прашање. Може ли да откриеме на јавноста за кои личности се работи? Прашањето до министерот за внатрешни работи. Неодамна гледам дека сте биле на посета во една од земјите кои што имаат имплементација на паметните технологии и би сакала да ни кажете дали дел од тие паметни технологии можат да се имплементираат тука во Република Македонија, поготово Safe City во Скопје, затоа што знаеме дека овој систем е од исклучително значење не само за Скопје, туку и за Република Македонија. Од кога ќе почне неговата имплементација, а особено кога ќе почне имплементацијата за сообраќајни прекршоци на системот Safe City во Скопје? Благодарам.